među vas je Čičko Riste? Da, tuka su ma, što treba? Čičko Riste, Molim. da li može da počneme, zašto drugите ne se strpljivi i pravat galama? Molim dušo, ajde kaži im, počnuvaj. No Čičko Riste, da li može jaz prv da počnem? Ti da počniš? A koji si? Ja sam Božidar, Koji Božidar? Božidar Pentelašovski. A, Božidar Pentelašovski, a što ti se predstaviš ti? Ja imam spremeno dve pesmi. Jedna su recitiranje, a druga su pejenje. Dobro, Božidar, ajde počni. So koja prvo? Da recitiram ili da pejam? Pa što koja sakeš? Ili recitiraj ili pej. A ne so koja sakam, so koja vijete kažete. Da li da recitiram ili da pejam? Pa dobro, ajde, to već recitiraj. Da recitiram? Da. No jaz možem prvo i da pejam. Pa dobro, ajde pej to. No za mene je sve isto. Da li da recitiram ili da pejam? Pa dobro, ili pej ili recitiraj, ajde. Znači da recitiram. Recitiraj. No jaz možem prvo i da pejam. Ti na vistina si dosaden. Čičko Riste, da li može dodeka Božidar počne, dodeka Božidar odluči što prvo da napravi jaz da nastavim su dve moji pesmi? A koja si ti? Ja sam Mihajla Jakanovska i će mi se predstavim su pesnite Božilak i moja tata Ilka. Dobro. Božidar, odi ti razmisli, da li će peš ili će recitirati. Božilak, te gledam na nebото, во различни бои. О Господе мили, кој ли ти ги скрои дождовните капки во седумте бои, ги претвори сонцето во мост над реката што стои, ко пролетен букет во прекрасни бои. Ох, колку го сакам во рацете мои, па со Божилакот и со мојата сила, да ве гушнам сите во преградка мила. Мојата новогодишна илка преде соба на китена стои. На неа има закачено безброј црвени панделки и лампиони. Таа е убавица моја мила. Панделки и лампиони. Таа е убавица моја мила. Пред моите очи наликува на волшебна самобила. И јас и бато многу сме сретни. На сите избожелуваме во новата година да бидат сретни и берикетни. Neka odlučim, će recitiram. Ajde, recitiraj. No jaz možem prvo i da pejam. Božidar, ti na vistina ne si odlučil da li da recitiraš ili da peješ. Čičko Riste, da li može jaz da nastapam su dve moji pesmi? A koja si ti? Ja sam Sara Petreska i će vi se nastapam su Grad Struga i Čista sredina. Dobro, Božidar, aj razmisluj više. Grad Struga. Мојот град Струга се вика, тој постојано дубавина блика. Низ него реката црн дрим тече и градот наполовина го сече. Константин Миладинов молел за крила, за да ја види неговата родна Струга мила. Планината ја бланица, над градот блика, како убава планинска слика. Чиста средина е нашиот сон, тежи повеќе од еден тој. По долини по полина, чиста средина има, а така сакам да биде и во студената зима. Кога расфрлени отпадоци видам, многу ми е мака, зошто чиста средина секој деца сака. Сега напистирам дедина, ке пеам. Но јас можам прво и да рецитирам. Božidar, na vistina si bez granici. Čičko Riste, da li može ja сега да настапам? Nastavi, dušo. A koja si ti? Јас сум Столинска Лидија, ќе ви се представам за две мои песни. Božidar, razmisluvaj ti. Осамена бреза, крај паток стои. Варнатите девчиња тажно си ги брои. Ветрот дува, а таа силно плаче. Крај патот нема ни мало маче. Средесен толку тажна, од дождовите таа е влажна. Нема вишна птица, ни детски вица. Закатата бреза, празна душа има, што никој до неа долго време не мина. Желба, да летам со килимче бело, да видам некој убаво градче или село. Мојата желба е звезди да бројам, колека така игранки да кројам. Чиречарна баба село да ми плете, такво килимче и во зима и во лете. Сега ли сте? Не, Božidar, сега јас сум наред. Čičko Riste, дај на нас да јас да се представам. Може, dušo, koja si ti? Јас
Јас сум Ивона. Ивона која? Ивона Главинческа. Што ќе ни се представи? Се две мои празнички што ги напишам самата, а се вика Дрво и Татковина. Повели. Дрво. Јас посадив едно дрво. Повеќе не сум прво. Веќе цветчиња почна да цветаат и птиците почна да летаат. Круната се шири и за другари се мири. Веќе птица глезда сви и рече вода пи. Само те молам, не се кри. Татковина. О татковина мила, ти на љубава се била. Ти ми подари крила да полетам како вила. Твоите води биле кристални. Него ќе си помисли дека се огледала блискави. О татковина моја, твојата покривка е во зелена боја, а на синото небо облаци лебдат леко. Јас гледам дека Бого се уште не е дојден, но тој нема ништо револуционно. Дали ке пее или ке рецитира? А ти што четваш? Скорите, дали може да се представам? Ајде. Која беше ти кажи? Јас сум Милена Блажевска и ќе ви се представам со две мои песнички. Добро. Тигар е голема мачка, него не можеш да му фрлиш прачка. Тигарот сака да рика, ако го несиш дома, мама ќе вика. Тигарот портокалови и црни риги има и баш сакам да го видам и да ика и да рика. Музика, таа лесна, таа песна ќе дојде како весна. Ќе донесе пролетта во мој цвет, како пеперутка на широк цвет. Ќе долета на својата кочија, од ноти ќе се рашири низ цел свет. Веќе никој стари млад, глед со снег не гледа, но секако тоа му годи, кога ради со него го води. Може да сте јас, а потоа ќе бидеш ти. Што ли сте дали, може јас да ви се представам? Ајде, представи ни се која си ти. Јас сум Теодора Јакановска и ќе ви се представам со две мои песнички. Повели. Мојата баба. Мојата баба Нина се вика. Таа постојано од радост вика. Зелени очи има, коса како свила, а насмевка мила. Јас најмногу на цел свет ја сакам мојата баба Лина. Детскиот цвет. Тој е најчудесен свет на светот. Со милион изненадувања, 5 пати повеќе желби и цело море соништа. Насекаде барав клуч за да го отклучам тајчи го детскиот чудесен свет. Се претворив во птица. Се претворив во ружа. Растев во маџепсани градини. Се претворив во птица. Летав на небото чисто, спуштајќи се на градинките да слушам волшебни песни што никогаш не ги чула. Се претворив во пчела. Откривав чудесни цветови со раскошни убави бои. Се извинувам што не се представив ни со рецитирање, ни со пеење. Почитувани посетители, а сега ќе настапат членовите на драмското студио Миларин со два игрокази. Има ли Божја правда и чудесни наочари? Ве молиме за целосно внимание со што би ја искажале вашата целосна поддршка. Воедно го честитаме 8 март на сите жени присутни. Ви благодариме.
Навистина не знам и не можам да си одговорам на некои прашања. Има праведни и честни луѓе, кои честопати неправедно патат, а има грешни и неправедни, а се богати и задоволни од се што е материјално, овоземно. И ајде сега, како да ја одгонетнам оваа мистерија? Немој да бараш одговор на она што твојот ум и знаење не можат да го опфатат. И немој да се сомневаш и да ги испитуваш шарите на Господа Исуса Христа. За се постои праведен одговор, но треба подобро да ги осознаеш нештата. Оди и набридувај луѓето. Ме изморија мислите и размислувањата. Добро ќе ми дојде еден одмор. Овдека е навистина убаво за тоа. Добра ладовина и ладен извор. А, не! Подобро ќе одам позади зеленилово, бидејќи од овде може би ќе поминат и други луѓе, па може да ме вознемира. А од овде можам подобро да ги наблюдувам луѓето. Ама се уморив. А имам уште долг пат за патување. А подобро би било да седнам и да се освежам со ладна изворска вода. А сега да се сладосувам бројки ги моите златници. Ватник! Број златници! Подобро да не го вознемирувам. Добро е. Сите се наброји. Добро би било уште малку да останам, но гледам денот брзо завршува. А имам уште толку пат за овој. Патникот се замина, но му падна кесето. Ќе трчам по него. Не. Ќе го земам кесето. Не. Подобро да видам што ќе се случи. Дозволи ми, Господе, малку да се одморам, а после ти се молам, помогни ми да најдам некоја работа, да спечалам некоја пара, за да можам да се прехранам. Моја ладна и да искарам вода. Кесе. Некој го изгубил кесето. Оно со златници. Не знам од кого е, а овде нема никој. Што да правам? А, подобро е да го земам и да си одам побрзо. Благодарам, Господе. Опа, видовте ли? Оној го зеде кесето и побегна. А, еве доаѓа некој сиромав човек. Најтешко било да останеш сам, без никого и секој да те одбегнува, а уште потешко е кога од себе ќе го изгубиш и Господа. Слава да му е вечна. Уште ова паче леп било. Ке го изедам сега, а после што?
се најадов, ще вода да се напијам и да си прилегнам малку да спавам. Бре, овој заспа. Еј, станувај. Леле, се враќа богатиот. Ej, pa mene mi go nema kesето. Lele, pa kade bi moželo da mi je pamalo? Čekaj, mora da je tamo da nešto sam malo. Ej ti, станувај. Што бре, Oni станувај, vraćaj mi go kesето со златници. Се молам, немам никакво кесе. Абе ти реков, vraćaj го kesето. Ама немам никакво. Море, vraćaj го, vraćaj го kesето. Леле, ако ме види, може и мене да ме убие. Ева, овде го лежи. И овде го лежи. Господе Боже, губив човекот, ни крив ни должен. Ами сега што ќе правам? Што ќе правам освен да бегам? Еј, пријателе, дали си добро? Па човекот не мрда. О не, овој навистина е мртов. Навистина, Господе, после се ова сватив дека не си правичен. А сите кажуваат дека само ти си единствен што право суди. И е единствен што право суди. Како бре право суди, која човекот ни крив ни должен животот си го загуби, а другите двајца без никаква казна си замина. Ти тоа го виде и во тоа веруваш, но правдата на вистина е друга. Судот на Господа е правичен. Ма кој сте вие што умот ми го матите? Ние сме пратеници од Бога и немој да грешиш. Господе, каква е ова твоја воља? Баш сакам да знам. Еден човек ги загина парите, друг ги најде, а третиот заради тоа неправедно е убиен. Имај на ум дека некои работи се случуваат затоа што Бог така сакал. А сега слушај, човекот што го загина златото е прв сосед на оној што го најде. Тој му го купи имотот за ефтен малку пари, а го продаде за многу злато. Господ Бог му овозможил да дојде до покаяние. Тој го напуштил земјиот живот и се замонашил. А сега, кажи ми, каде и во какви околности виде дека Господ Бог е неправеден? Ништо не ми преостанува освен да речам. Праведен си, Господе, и прави се судовите Твои.